Брегалница дефинитивно го одигра најбледиот натпревар во тековната сезона во втората лига, а ако се гледа според тоа што го игра во пролетниот дел, сините ќе имаат многу тешка мисија за директно враќање во прва лига, ако многу работи не се променат во самата игра. Каменица Саса во целост беше подобра на теренот во Турново, играше организирано и без било каков притисок во сите три зони рударите функционира перфектно. Симиски со 2 гола, Таневски Голубов со по 1 гол и наполнија мрежата на Брегалница за конечен 4-0. Еден од најдобрите фудбалери на Каменица Саса, штипјанецот Дарко Алексовски Пеле, вели дека Брегалница нив ги поценила и додава дека одиграле тимски. У Штип изгубиме, беме со хендикеп. Јас имав црвен картон и Бури Ималиев беше повреден. Сега, истиот состав со нас двајцата, резултатот се го кажува своето. Со нашето искуство, со нашиот придонес ние да дадеме многу за ФК Саса. Екипата расне од утакмица на утакмица. Играме се подобро и подобро. Красен е што играме тимски, што има дружба, нема љубомора, нема како да кажам, не знам, значи играме еден за друг едноставно, значи гинеме. Очекувавме дека ќе биде тежок натпревар во секој случај, али резултатот го направи своето. Играме дисциплинирано, тренираме цела недела, спремаме се за Брегалница, знаеме кај е најслабата точка. Тоа го играме, нема да открием сега. Резултатот добро кажува 4-0. За жал. По овој голем пораз, Брегалница го промени тренерот Рајче Сенев, од двете страни спогодбено се разделија, а клубот на утрешниот меч против Вардарски во Штип го води помошникот Ристен Умов. Брегалница не треба да биде вај резултат. Брегалница е екипа која што се бори за влез. Значи ние ги надиграваме секој сегмент. Штета, лошо ќе звучи за штипската публика, пошто сум од Штип, али морам да кажам, реалност Брегалница со нас мислам дека потврли, дека не подцени. Значи не сме ни еден противник да се подцени, посебно и лигата. И ва лига е квалитетна, можеби некако првата, затоа што нема странци. Каменица Саса сега е во позиција да напаѓа и за третото место и да игра бараж за втора лига. Али што е тука? Надевам се дека ќе истераме до крај, добро да се надеме како прошлата сезона, дето нит плачковица, надевам се дека оваа сезона ќе биде хит. Суспензијата на градскиот стадион во Македонска Каменица заврши. Саса се враќа дома, веќе за следниот домашен меч во сабота против Македонија Ѓорче Петров. Земани 2 бода и за жал навивачите се прекрасни на Саса и они ни направија мал проблем отежнување, али враќаме се дома, во секој случај е позитивно дома и се играме со Ѓорче. Повикуваме публиката што сега за наредната сабота да дојде можно поголем број да ни даде подршка, пошто екипата оде добро, работиме добро, сите сме здрави. Иако резултатот беше убедлив од 4-0 во текот на самата игра, Алексовски од неговите соиграчи бараше да се игра како да е резултатот 0-0. Тоа е победнички менталитет. Денеска му е роден ден на Андреј Симевски и со добрата игра негова поколни си 2 гола даде Андреј. Значи Андреј даде 2 гола, денеска е мој роден и капитенска талента. Ние сме сите капитени во екипата. Не е Пеле капитен, Дарко Алексовски не е, ни Андреј Симевски капитен. Значи денеска е роден ден, ние се почитуваме ни со други. Такво, јас тоа е победнички менталитет. Тај мој победнички менталитет. Секој што одам до крај. Не смееме се опуштиме, во е фудбал. Јас верувам у чудо, може за 4 минути да паднат 2 гола и ќе се направиме проблем. Саса сега има само 6 бода негатива од Брегалница или третото место кое води кон баражот за прва лига, а баражот сега е цел на Саса.